Македонската телевизија одбележува 60 години јубилеј. Доајенот на македонското спикерство Благоја Крстевски е човекот кој што целиот работен век го посвети на спикерството, на зборот, на презентирањето на правилниот изговор и на стандардизираниот македонски јазик. Долгогодишен јубилеј, години во кои се развива и радиото и телевизијата, во кои настапија многу новинари, техничари, презентери, а тоа што остана сега, вие си знаете и дали ќе одите по патот кој ви е трасиран и треба да одите, тоа што го спомна дека во нашето одделение работеше школата за правоговор, работеше, да, долго време, додека не отидовме во пензија. Излегува многу млади луѓе извежбани од таа школа, поголемиот број отиде во другите телевизии, така наречени приватни. Последната генерација која излезе, беше 2007-2008 година, тоа беа Љубица Јанева, Борчет Ноковски, кој се во Канал 5, мислам сега, Димера Тајковски, он е во македонската телевизија, не знам точно сега каде е, Огне Јаневски, тоа беа најуспешните од таа последна генерација и потоа веќе мислам дека не се создаваа млади кадри други, оно идеја доаѓа, но дали се работело со нив, тоа не знам. Мислам да се работи за култура на говор, на културата на говор на секој кандидат, без разлика што е, дали е презентер, дали е новинар, дали е водител. Мора да се извежба, не туку така само од улица доаѓање и ставање пред камера, пред микрофон. Мислам дека тоа не е доволно и не зборува убаво и за самиот кандидат, кој не е виновен ни тој, ако само така се однесува почетнички цело време, бидејќи не е едуциран. Зборот, реченицата, изговорот, културата на говорот, презентирањето на информацијата беше во рацете на одделението за спикери. Ти си дошла во мое време, Да. и ти си поминала низ таа школа, треба да се негува говорот постојано на тие што се занимаваат со говор. Прво и единствено, говорниот апарат. Тој мора да се извежба. Под услов, нели, кандидатот да е соодветен за пред микрофон и пред камера. Затоа што имаме сега помешани работи. Некој што не го бива дошол, односно сите пеачи станаа водители, уште малку и презентери на дневник ќе ги стават. И не знам кон што води тоа. Тие луѓе не се едуцирани за говор, за пеење, да, пеат, ама нека пеат. Како пеат, тоа е нивна работа. Меѓутоа за говор треба се помине преку она култура на говор во која дикција треба да се научи, сугестивност, ако веќе тој има дикција, ако знае да дише добро, извежбан, тогаш е сугестивен кон гледачот, гледачот го сака, го почитува и тогаш е тоа успех на еден дневник или на некој концерт кај што е водител и така натаму. Луѓето сакаат добри, они сакаат сите да видат Игор Џамбазов, па не може да видат ако не се извежбани, ако не работели и така натаму. Школата кај нас беше сосема нешто што е потребно и ден денес. Јас ќе ви кажам, еве има новинар, вика, нашиот новинар Стојанов. Каков Стојанов? Тој е Стојанов. Значи, на тие млади луѓе треба да им се објасни, а има кој да им објасни. Институциите треба да се ангажираат, тие си ја работат својата работа. Меѓутоа, треба да слушнат како се говори македонскиот јазик во медиумите. Што е најпотребно според вас кога ја гледате македонската телевизија во овој дел, во она што навистина е основна алатка, пак ќе кажам, обраќањето кон камерата?
со самото доаѓање на кандидатот да работи во еден медиум, треба да му се овозможи да се едуцира. Како ќе се едуцира? Ќе му се помогне добро да дише, има вежби за дишење, вежби за говорниот апарат, вежби за горна вилица, за долна вилица. Зборам за соодветни луѓе кои можат да видат новинари, презентери, водители и така натаму, кои немаат ништо лошо во говорот, но треба да се едуцираат. Значи, сето тоа треба да помине. Тоа е краток период да им се објасни на тие луѓе, кратко и јасно треба да се едуцира на почеток, па после да се стави пред камера и пред микрофон. Јас ќе ви кажам, кога се овие јубилеи, еве на радиото 80 години, на телевизијата 60 години, на времето имаше силни лекторски групи и во радиото и во телевизијата. Тие многу помагаа за едукација на новинарите, на презентерите, на водителите, на спикерите. Постојано доаѓаа во студио да им укажат на некои грешки што ги кажали. Тоа кој ќе ти го каже ќе влезе во глава и више ти не ја повторуваш тоа. Тоа е. Инаку морам да кажам пак по повод овие јубилеи дека и радиото и телевизијата има прекрасни говорници. Еве сега голем дел од нив не се меѓу живите, но тоа беа луѓе на кои нацијата го учеше убавиот македонски говор, мелодијата на македонскиот јазик. Тоа беа презентери, спикери тоа време Иван Антонов, Миле Попов, Томе Саздов, Борис Тегов, Симон Беличанец, Никола Момировски, Джепаровски од телевизија, колегата, Бранка Станковска, Оливера Попанкова, Нада Велковска, Вестка Тасевска, тоа беа Ружа Карајанова, тоа беа луѓе кои на вистина им дава многу елан и им дава едукација на сите оние кои сакаат добро да говорат. Ќе се обратеа кај нив или доста е да ги слушаш и ќе се убедиш дека вака треба да се говори, вака треба да се настапува пред радиото или телевизијата.